Ајде, добро утро, овој пат од едно малечко селце. Сега е малку покасно од 8 часот наутро. Еден час веќе откако карипското сонце изгрева над селото Махахуал. На 1 саат од Бакалар, местото каде што се јавив претходниот пат. Еве сме сега тука во едно место кое што уствари западно е во сред џунгла, а источно се наоѓа на или излева на Карипското море. Махахуал е, како и многу други места на островот Јукатан, село или место кое што има потекло од ацтеките, мексиканското племе. Сега се развива полека во туристичко место, затоа што така е доста скриено. Меѓутоа, тоа ја нуди ова тишина, која што многу туристи ја бараат подалеку од популарните туристички атракции во Мексико, како Канкун, Тулум, Плаја дел Кармен, кои што исто така ќе ги посетиме. Меѓутоа, во нашата авантура овој пат се решивме исто да го додадеме ова мало место, селце, за да уживаме во ова прекрасна природа. И ако го видите селото, ќе видите дека многу нешта, како се градени куќите, како живе народот во селото, какви се патиштата, потсеќа, или барем мене ме потсети на целата од Македонија која што ги знам од детството. Местото каде што сме сместени е некои 10-15 минути од морето, каде што сега јас сум упатен. Таму планот е да направам, бидам во можност неколку снимки со дрон. Ако не, поле, каде сум сега на главниот пат кој што води до морето. Како што реков, планот ми е да направам кратки снимки со дрон. Иако времето за сега е и доста ветровито, посебно секогаш на делот околу плажите. Меѓутоа, има еден светилник кој што е доста интересен. Еве го таму светилникот. Доколку имам среќата, го видам и другар ми кој што веќе оди да трча, така што за сега ќе се исклучам, се додека не стигнам на самото место. Еве сме конечно на Карипското море. Тука се гледа дека имаме феноменот на морска трева, кој што е доста вообичаен за Карибите. Тревата се чисти, меѓутоа колку успеваат компletно да ја исчистат, тоа е знак прашање. Мислам дека на оваа улица во текот на денот се созда еден малечок пазар, кај што може да се купат веројатно секои туристички орнаменти. Времето е доста ветровито, тоест многу ветровито. Веќе и не сум сигурен дека ќе можам да направам нешто со дронот. Меѓутоа, една мала прошетка до онаа платформа таму во морето. Ево го другар ми, тој може веќе и се искапал во водите на Карибите, па ќе го прашам: Оля, cabrón, ¿ya te bañaste, güey? Ya, después de correr tenía calor en mi chapuzón. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo está el agua? Riquísima, métete. ¿Fría o no? No, fresquísima. Métete, métete. No, güey. Aquí no te ahogas. No, está muy... No está muy... deep, ¿cómo se dice? No está muy profundo, exacto.
Како што кажав и предходно, еве како се чисти на морска стрела. Гледај ова прегледа која што има како заштита, како една пречка, морската стрела да не стигне до плаж, меѓутоа не сум самиот убеден колку е тоа ефективно, меѓутоа што ми има веројатно ќе функционира до некаде. Карипското море, кое што источно од овде, некаде се и Карипските острови, Аруба, Куба, Доминикана. Иако ово не беа всушност и првите утренски чекори, веднаш ти станува јасно дека ова место не брза никаде. Нема толпа, нема гужва, само песок, сонце и вода до бескрајниот хоризонт. Зошто Макахуал се смета за апсолутно скриениот бисер на брегот на Карибите е токму овој поглед. Кристално чистата тиркизна вода ви е на располагање само за вас. Мирна, без бранови, рече се како да пливате во приватен базен. Тоа е така затоа што овие брегови се дел од вториот најголем корален брег во светот, кој што ги смирува брановите, а ви нуди и тури за нуркање меѓу богатиот корален свет од флора и фауна, од која најбарени се блиските средби со желките. Да, Макахуал можеби е мало место, но тука храната е голема работа. Овошето и зеленчукот секогаш слежи како и кај нас, со единствената разлика што тука дополнително секој залак е зачинет со вкусот на морето. Макахуал е повеќе чувство отколку локација. Тоа е мир, осаменост, но и радост што ја делиш со оние што ги сакаш. Карипски момент кој ќе ни остане во сеќавање. Следната станица Тулум, но пред тоа уште една прошетка по плажата и уште еден поглед кон морето. Ако ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се и до следната авантура. Поздрав од нас!